Наместо ефективен добија домашен притвор, Кочанскиот суд не ги прифати побараните притворски мерки на обвинителството за даночните контролори од УЈП Штип Драган Чопаунов и Дуле Димитриев поврзани со случајот со пожарот во дискотеката Пулс, а за ваквата одлука обвинителството веќе најави жалба. И двајцата се сомничат дека ја злоупотребиле службената положба, односно дека сториле кривични дела примање на подкуп и оддавање на службена тајна. Паунов, кој инаку е брат на веде председателката на кривичниот суд во Скопје Даниела Димовска, веќе стана познат на јавноста по комуникацијата која ја имал со Михаил Јованов, син на газдата на Пулс Дејан Јованов Деко, а која во септември ја објавирала и според која во замена за информации за инспекции тие му купувале подароци. Веде председателката на кривичниот суд Димовска за Канал 5 изјави дека нејзината позиција не треба да се поврзува со случајот со нејзиниот брат Паунов и ја уверува јавноста дека судот ќе продолжи да работи професионално, непристрасно и независно. Разбирам дека јавноста има прашања во однос на постапката што се води против мојот брат. Сакам да бидам целосно јасна, а тоа е дека ниту јас, ниту овој суд има било каква улога во тој предмет, како и дека не можам и не смеам да влијаам врз него. Како председател на судот, мојата работа се однесува на обезбедување. Моите лични и семејни околности немаат и не можат да имаат никакво влијание врз работењето на конкретниот случај на судот. За останатите 6 осомничени службеници од УЈП од Штип и Струмица, кои вчера беа уапсени, судот определи повеќе мерки на предпазливост. 6 пријавени даночни инспектори и управници од регионалните дирекции на УЈП во Штип и Струмица им овозможиле на правните субјекти МММ, Кафе и Пулс да ги избегнуваат даночните контроли и да работат без соодветна фискализација, со што се осомничени дека сториле злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353 од Кривичниот законник. Во овој посебен предмет, меѓу 11 опфатени лица се и веќе тројца обвинети во првиот предмет, односно сопственикот на Пулс Дејан Јованов Деко, кој се сомничи во дел на фискализацијата, неговиот син Михаил Јованов, кој се сомничи за давање подкуп, како инспекторката од Државниот пазарен инспекторат Весна Кузмановска, за која сега, според обвинителството, обезбедени биле дополнителни докази за кривично дело оддавање на службена тајна поради откривање на информации за ненајавени контроли. Ово е трет предмет поврзан со трагедијата во Пулс и ќе се суди во Кочанскиот суд. За првиот предмет, каде се осомничени 35 физички и 3 правни лица, веќе се одржа првото рочиште предвадена и закажани се нови за вторник и среда, а на почетокот на декември се очекува обвинението и за над 20 на полициски службеници.